Ниските температури може да предизвикаат одредени штети кај некои земјоделски посеви. Затоа земјоделските стручњаци советуваат раноградинарите да извршат редовна хемиска заштита на своето производство. Во овој период, кога температурите варираат, може да дојде до оштетување на раноградинарското производство. Денес сладно со температури околу нулата, а викендот се очекува зголемување на дневните температури и до 15 степени. Ваквите екстремни разлики негативно влијаат врз целиот расад, вели Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Овие екстремни разлики во температурата не само кај луѓето, туку и доста се неблагопријатни кај раноградинарското производство. Затоа мој совет е за сите оние земјоделски производители кои што се раноградинари, сега во првите прилики, значи кога времето е сончево, кога дозволува време, да влезат во самите фолии, во самите пластеници и без разлика дали е расад, без разлика дали станува збор за како што е зелката на стално место или некои култури кои што имат парно дополнително затоплување, тука да се изврши редовна хемиска заштита. Редовната хемиска заштита се врши со изборот на повеќе препарати. Тука само група ќе кажам, значи група на препарати кои што сузбиваат пример питиумите, потоа фитофторите, исто така група на препарати кои што сузбиваат болести кои што предизвикаат гниењето на самите растенија, како исто така кај некои култури кои што има појава на инсекти, група на инсектициди кои што уништуваат пред се и сузбиваат појава на лисните вошки. Ивановски советува земјоделците да користат проверени препарати и ѓубрива со цел да не претрпат големи штети. Моја препорака е покрај препаративе да се употребат и биостимулатори, средства кои што ќе го стимулират ова растение, растенијата ќе стимулират да ги подобро пребродат овие потреси. При тоа би сакал да нагласа да не се употребуваат непроверени, често пати кој викам непроверени шверц се прави од соседна Грција, Бугарија и така натаму, препарати кои што имат хормонално дејство. Зошто? Затоа што овие хормонални препарати можат, особено растението сега кој што е помладо, на вакви потреси да предизвика пластифицирање, уништување на самото растение или фитотоксичност. Значи подобро употребите препарати кои што се проверени, ѓубрива кои што се проверени, него да експериментирате со вашето земјоделско производство. На градинарите им се препорачува да преземат мерки за дополнително загревање на пластениците и оранжериите, барем овие денови кога се очекува температурата во утринските часови да се спушти и до 15 степени под нулата.